ВМРО-ДПМН започна со режимските практики пред избори. Кривичната пријава за градоначалникот на Крива Паланка е срамен притисок и црна кампања на власта против успешните градоначалници на СДСМ. ВМРО-ДПМН знае дека не може да победи во Крива Паланка, па не им останува ништо друго, освен да ги вклучат механизмите за притисок и монтиран прогон. Режимот се враќа. Граѓаните не смеат да подлегнат на овие злоупотреби, туку силно да одговорат на избори против старите режимски методи на власта. Но ова не е изолиран случај. Во сите општини, каде што раководи СДСМ, започната инструментализирана кампања за притисок од сите можни институции. Се вршат инспекции и се измислуваат прекршаци, а во други општини со кои што раководат ВМРО-ДПМН и ВЛЕН, ништо не се проверува и нема инспекции. Додека Тошковски срамно го брани криминалот на Висар Ганију од 225 милиони евра, на оние кои честно работат им измислува кривични пријави за да врши терор и заплашување. Тошковски и Мицковски мижат пред криминалот на ВЛЕН, молчат за десетици скандали со местени тендери кои ги објави за нивните градоначалници, но измислуваат криминал кај СДСМ и нашите кандидати. Ова е удар врз демократијата и слободата, врз правниот поредок. Ова Тошковски треба да се срами што ги извршува ваквите партиски задачи и што го злоупотребува МВР за партиски цели. Кога ВМРО-ДПМН не знае како да се спротистави и знае дека ќе изгуби, тогаш не бира средства. Уништуваат семејства, газат по законот и заплашуваат. Но ова ќе им судри од глава, а во Крива Паланка и во други општини ќе бидат поразени. Сакам директно да им се обратам на нашите членови и функционери. Не смееме и нема да подклекнеме пред овие закани. Ваквиот режим еднаш го преживеавме и победивме со упорност, со борба, со честна работа и со истрајност. Сега е потребно да се спротиставиме со цела сила. Со фактите и вистината граѓаните ќе препознаат кој е чесен, а кој режимски инструиран политичар. СДСМ ќе продолжи да го разоткрива режимскиот карактер на оваа власт, кој само продолжува онаму каде што Груевски застана. Ви благодарам.